За нов председател на Советот на градоначалници во Источниот плански регион на денешната прва седница во новиот состав, што се одржа во Штип, е избран градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. 11 градоначалници до Источниот плански регион едногласно одлучија во наредните 2 години со Советот на градоначалници да раководи Илиев, со што продолжува традицијата на чело на истиот да се избира кадар од општина Кочани. Ова беше еден джентлменски договор каде што се договоривме да првите 2 години председател биде од општина Кочани, а наредните 2 години да таа функција добие Штип. Ова функција која ја добив и која ја имам е само уште една додатна обврска и одговорност пред сите граѓани за верниот исток. Денешната седница на Источниот плански регион ја следеше и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, кој најави дека во буџетот за 2018 година за општините во земјава преку Министерството и Бирото за рамномерен регионален развој предвидени се поголеми средства за реализација на проекти од регионален карактер. Министерството за локална самоуправа заедно со Бирото за рамномерен регионален развој за 2018 година ќе издвојат значително повеќе средства наменети за рамномерен регионален развој, од прилика околу 6 милиони евра. Меѓутоа, во исто време сакам да посочам дека владата на Република Македонија ќе работи напорно во наредниот период да ги алоцира средствата од сите министерства кои што ќе се издвојуваат токму за рамномерен регионален развој. Градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, кој беше домакин на денешната конститутивна седница на Советот на градоначалниците на Источниот плански регион, најави дека според договорот меѓу 11 градоначалници во наредните 2 години со ова тело ќе раководи градоначалникот на Кочани Илиев, а по него функцијата ќе ја преземе тој.